Во прашање за настанот кој што се случил вчера, се работи за труење на домашна прослава за 9-10 лица со клиничка слика на интензивни проливи. Сите лица се амбулантски решени со рехидрирање, во стабилна состојба се пуштени сите на домашно лекување. Со слична клиничка слика, во текот на минатата недела, ново ресторан се има случајно труење во малку поголем број, се работи за 13-14 лица, кои што со слична клиничка слика, исто рехидрирани во стабилна состојба, пуштени на домашно лекување. Во текот на минатата недела со слична клиничка слика од тој ресторан се имат јавен уште еден или двајца пациенти со слична клиничка слика, бидејќи се работи за труење со храна на лица кои што се со слична клиничка слика, најверојатно се работи и за ист предизвикувач. Во тек е постапка за точно диагностицирање и детектирање на изворот на заразата и причинителот на заразата. На ефективен оддел моментално и од двата настани нема задржано лица на хоспитално лекување. Што може да се случува во текот на летниот период, а многу пати е повторувано во поглед на храната? Неизино соодветно чување и складирање и строго внимавање на хигиена. Хигиена лична, односно раце, и хигиена на просторот кај што се подготвува храната и чува храна.